Добро утро секој утро, почитувани гледачи. Поздрав до колегите во студио. Претпоставам дека атмосферата и кај вас е многу пријатна, затоа што знам сум седела на столицата на која што седите вие. Меѓутоа морам да ви кажам дека јас се наоѓам на едно место каде што од самиот момент кога влегувате внатре почнувате се чувствувате посмирено. Велам добро утро секој утро за Елена Антоновска од Арс Луцида. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Кажав на почетокот, само што дојдов тука, атмосферата е преубава. Првиот момент кога влегов тука е мирисот. Значи мириса преубаво, пресмирувачки. Непрвен ќе првото прашање ќе биде како започна приказната Арс Луцида, бидејќи вие сте еден од основоположниците на она што значи тренинг на личен развој. Да. Моето искуство во овие води започнува пред едно 15 на години и нормално дека не се викаше Арс Луцида тогаш, така. Се почна од нешто невообичаено за тогашно време, а тоа беше енергетска пракса, како да ја користиме енергијата во личен бенефит и во бенефит на сите други. Навистина невообичаен почеток, но со тек на време, знаеш како се отвараат разноразни врати, кога човек ќе почне да се занимава со тоа што му припаѓа природно и што му е талент, тогаш се развива во многу води кои што генерално имаат една иста заедничка основа, а тоа е развој на човекот. Личниот развој, односно развој на индивидуи и групи во секој поглед. Арс Луцида произлезе, да речеме, од целото тоа искуство, од надградба, едукација и се разбира животно искуство, не само формално или неформално образование, со желба да им се пристапи на луѓето на различни начини, да се најде најадекватното решение за нив во разноразни предизвикувачки ситуации, но и кога тие сакаат да се менуваат, да напредуваат, да направат нешто поинакво за себе. И ова јас велам дека е нивни дом на секој кој што влегува овде. Често пати се смееме дека јас ги упатувам, кога ќе дојат им викам вака сега да се договориме, ова е кујната, значи таму е фрижидерот, значи овој простор е ваш, слободно понашете се како дома. И тоа е, како да ви кажам, за луѓето многу важно некако, затоа што се осеќаат на вистина дека припаѓаат некаде, дека тука им е убаво, можат прифатени се онакви какви што се. А се разбира и дека понатаму самата работа со нив, соработката, долгорочната соработка, не само еднаш ќе се видиме и толку сме завршиле, си го прави своето. Она што тука се практицира и се тренира е своевидна енергетски третмани, дел од она што го практицирате, па би сакале да ги запознаеме гледачите што значи тоа. Што значи тоа и за кого е наменето? Да. Во Арс Луцида практицираме разни методи и техники кои што на прв поглед изгледаат неспојиви. Например, спојуваме стари и нови знаења, источни и западни вештини, кои што навистина на луѓето им изгледаат недопирливи едни со други. Значи, како да се диаметрално различни, но во принцип, она што до сега сме го разбрале од искуството и од праксата е дека секое знаење има една те иста основа, а тоа е во основа човекот да се ослободи од своите ограничувања, нели, и блокади. И сега, начините за тоа да се направи се различни. Да, например, во древните источни знаења, една од праксите се енергетски методи, кои што се заснуваат на разбирањето дека се е енергија, па така и нашиот систем. Во смисла, ова тело е енергија која што вибрира многу ниско, на ниска фреквенција и затоа е видливо, значи можеме да го видиме, допреме, почувствуваме, така. Но исто така и сите емоции, мисли, сеќавања, физички состојби, се што ние носиме со себе како еден комплексен систем, една целина, го имаме во енергетска форма. Па во енергетските практики осознаваме дека се е фреквенција и енергија и дека сите наши состојби, се што ние сме, мислиме, чувствуваме, постоиме, на енергетско ниво може да се коригира.
Значи да се отстрани доколку не ни е корисно и да се замени со некоја чиста нова енергија, со што на телото или на системот му се забрзуваат природните процеси на регенерација, на ревитализација и се подига самата фреквенција на енергијата која што вие ја носите. Верувајте дека енергијата е нешто што го прави нашиот систем целосен. Дава една потполна слика за тоа кои сме ние. Ние не сме ова тело, туку сме енергетски и духовни битија и како такви се што можеме да направиме, да замислиме, односно можеме и да го направиме и да промениме било каква состојба без оглед на нас како тоа ни изгледа сега на ова ниво на свесност. Поради тоа енергијата и енергетската пракса е многу корисна заради фактот што го менува секој аспект од вашето постоење, односно од вашиот живот. Може да ги промени вашите физички состојби, вашите емоции, вашите мисли, духовната, внатрешната состојба и со тоа да влијае на промена на вашиот секојдневен живот. Значи да ви се променат односите со другите луѓе, да ви се промени начинот на кој што пристапувате, перцепцијата кон животот, да ви се промени работата која што ја работите, да добиете повеќе самодоверба, среќа, исполнетост, успех, што и да сакате. За кого, кој е најдобро, како да кажеме, кој е најдобар човек кој што треба да дојде кај вас, односно за кого е ова наменето? Да. Јас, ако сакам да дојдам, што треба да се случува со мене? Дали треба да имам одредена недвоумица, одреден проблем, одреден предизвик, за да ви се обратам, или тоа може да го направи секој ден кој што се чувствува најнормално, наједноставно? Секој човек има потреба од нешто. Нели, сите ние имаме различни теми со кои што се соочуваме. И заради тоа луѓето најчесто овде доаѓаат од некаква потреба. Во смисла имаат некаква ситуација во животот од било кој тип и сакаат тоа да го променат. Но секако дека и доаѓаат и луѓе на кои што им е важно животот да го одржуваат во баланс. Односно тие самите да имаат живот во кој што ќе уживаат и во кој што ќе имаат, како да речам, хармонија, нели? Хармонија и среќа, исполнетост. Што значи дека не постои таргет група на која што конкретно е наменето ова што ние го работиме од било кој аспект. Секој човек може да дојде и секој човек може да го добие она што нему му е потребно, што всушност е и поентата на Арс Луцида. Добро, например, еве денеска ја отворивме темата во нашата емисија за тоа дека на луѓето кои што поминале низ тежок период, особено кога се бореле со канцери и со останати нели предизвици, потребен им е некој совет како да го поминат па и самото лекување, а и моментот после него ако се заврши нели во ред, без разлика дали имаат операција, хемотерапија или слично. Ако дојдам кај вас, а имам таков проблем, што тоа значи? Како може да ми помогнете да го пребродам тој период? Во принцип, како пристапуваме ние? Значи, пристапуваме холистички или интегративно, во смисла дека може да се направи целосна слика или диагностика на системот во дадениот момент без оглед како се вика состојбата што ја имате. Дали е тоа канцер или е грип или анксиозност. Добро. Значи, за нас не постои разлика во називот или во терминологијата. На енергетско ниво нас во принцип се ни е исто. Потоа, значи, следат препораки за може да биде тоа исхрана, значи може да биде фитотерапија, може да биде физичка активност и препораки за третирање од било кој аспект, енергетски, така, органски, медицински, бидејќи мојот колега, кој што е исто така лекар и специјалист, ја надополнува сликата на алтернативните или комплементарните методи со медицинска слика и во тој случај се пристапува од сите страни на еден клиент и се добива многу побрзи
и по силни ефекти врз состојбата на која што се работи. Така што гледаме луѓето да ги поддржиме од секој аспект. Неретко се случува да човек мора да се промени кога се соочува со некаква состојба. Состојбите не доаѓаат сами и не доаѓаат за џабе, доаѓаат да ни покажат дека ние живееме живот кој што не е наш. Некако ние, она што го живееме, не е усогласено со она што треба да сме, односно со она што сме, а ние некако тоа го игнорираме или не сакаме да го видиме. Заради тоа, често пати вклучуваме и разговор или коучинг или вежби за промена на мајндсет, за промена на перцепцијата, за емоционална промена, значи нешта или концепти кои што всушност на психолошко ниво ќе го поддржат и ќе му овозможат полесно да се смени структурата на личноста, ако тој го сака, нормално, и побрзо да се надминат предизвиците. На нашите маички кои што ги носиме има одредени пораки. Еве ке мојата порака значи дека слободата доаѓа од внатре. А кај вас пишува дека ти јас сме универзум цел. Ова се своевидни афирмации. Колку тие помагаат во нашето секојдневие, како да си го обликуваме денот на подобра смисла и во таа насока која афирмација еве денеска би посакале да ја упатиме кон нашите гледачи? Да, афирмациите за почеток носат некакво подигање на фреквенцијата, но јас би рекла да не се базирате и да не се подпирате само на афирмациите како такви, бидејќи ако системот, односно вие, не вибрирате со емоција или со енергија која што ќе ги поддржи тие афирмации, промената во расположението, например, ќе биде привремена. Што тоа значи? Ако еве денеска, која афирмација да ја практицираме денеска? Еве, например, супер е слободата доаѓа од внатре, како и сите вредности што ние ги посакуваме во животот. Можете да повторувате или да афирмирате дека се чувствувате слободни, дека се чувствувате среќни и дека животот ви го подарува сето она што вам ви е потребно. И за тоа сте благодарни, например. Благодарноста и вербата дека животот работи за вас ја менува вашата фреквенција. Па соодветно ќе привлечете тоа што афирмирате. Така, Елена, уште следиме неколку дена имаме можност од вас да слушаме што се вели поучни методи како да си помогнеме и да си го подобриме денот. Јас би сакала само тука нели да ги поздравиме колегите во студио и почитуваните гледачи. Дали за крај имате некоја порака што сакате да испратите и да сумираме поднозно она што го работите, што го планирате и што би сакале да им се обратите и на гледачите и на колегите во студио? Во Арс Луци да живеат многу разноврсни нешта. Јас верувам дека секој човек од нашата публика може да се најде во барем еден сегмент од нашата работа. Ние организираме многу настани. Издадовме книга која што мислам дека може да им биде од голема поддршка, нели, во секојдневниот живот. И би сакала да ги поканам да се запознаеме. Дружбата често води кон конструктивни нешта, води кон промена, води кон проширување на видиците, па ги поканувам дел од своето време да го поминат со нас. Одлична порака, а јас ќе повторам она што пишува и на мојата мајчка, тоа е дека слободата доаѓа од внатре и дека и во моменти кога не се чувствуваме слободно, ако си најдеме внатрешна слобода и ако барем најдеме дел од нас во кој што е слободен, тогаш треба да сме благодарни за тоа. Поздрав до вас во студиото, на гледачите им посакувам убав ден и секако да останат на фреквенцијата на телевизија Алфа.